Тие се првиот и честопати последниот допир за некого. Не бараат пофалби, не чекаат признанија. Непоколебливо и покрај се продолжуваат со својата неверојатна работа, внесуваат нов живот во нашиот свет. За прв пат во историјата светот се обединува во одбележување на придобивките што медицинските сестри ги носат за здравјето на глобалното население. Светската здравствена организација ја прогласи 2020 година за година на сестринството. Тие се првиот и честопати последниот допир за некого. Тие не бараат пофалби и не чекаат признанија. Непоколебливо и покрај се продолжуваат со својата неверојатна работа. Внесуваат нов живот во нашиот свет. Со својата работа демонстрираат една и единствена вистина, дека и покрај сите лекови и напредок на модерната медицина, човечкиот допир и акт на љубезност се лекот кој ги менува животите. Таквата промена го менува и светот на подобро. Од 1. јануари 2020 година започна и трае годината во која им се оддава почит на посветеноста и значењето на профилот медицински сестри, акушерки и медицински техничари со цел афирмирање на глобалните состојби и акутна потреба и недостиг на овие важни профили и работници во секој национален здравствен систем. Оваа година се одбележуваат 200 години од раѓањето на Флоренс Најтингейл, жената која што се смета за символ на се што всушност значи профилот медицинска сестра. Медицински сестри, акушерки и воопшто медицинските техничари играат клучна улога во давањето на здравствените услуги. Тоа се луѓето кои својот живот го посветуваат на грижата за пациентите, на мајките и децата, за луѓето во третото доба, исклучително посветен, едуциран и професионален кадар. Флоренс Најтингейл во една прилика го рекла следново: "Мојот успех се должи на немањето изговори за да му се помогне некому, на било кој начин." Да, токму така, да спасиш еден живот значи дека си херој, меѓутоа да спасиш илјадници животи значи дека си медицинска сестра. Видеото кое што го видовме е одлична најава за нашиот денешен гостин во ова денешно издание на утринската програма на македонската телевизија. Во студиото 3 на јавниот сервис е магистар Гордана Бешлиовска, претседател на Унијата на Сдружение на медицински сестри, акушерки и стоматолошки сестри. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро, добро најдов. Ви благодарам многу на поканата, на одвоениот простор, на одвоеното време. Вие континуирано ги пратите сите наши активности и во овие денови кога го прославуваме денот, светскиот ден на здравјето, не можеме да не се одзовеме на сите ваши покани за да зборнеме малку повеќе за оноа што сме и како сме ние, па посебно и во овој сега период во кој што сме задесени во ова време, невреме, како што сите го нарекуваме со оваа пандемија кој што не задеси. Во текот на вчерашниот ден имавме планирано голем број на активности, ако се беше нормално и ако функциониравме како што треба, меѓутоа го поминавме во пораки, го поминавме во топли срдечни зборови кои што се претворија во прегратки, бидејќи мораме така да комуницираме сега заради рестриктивните мерки, меѓутоа сепак му дадовме полно значење, а за нас сестрите ми се чини дека овој 7 април, овој ден на здравјето е посебно важен затоа што ни се случува во
оваа година на сестринството која што Меѓународниот совет на сестри ја прогласи како наша година на наше задоволство. Така и ќе продолжиме со разговорот. Кажавме во најавата, кажавте вие, ова е годината на сестринството. Светската здравствена организација одлучи токму оваа година да биде таа година. Видете, Светската здравствена организација после 1948 година и првата конференција значи почна да постои како организација која што се занимава со проблемите на населението на земјината топка од глобално ниво. И од 1950 година навака, значи следствено го слави овој ден како собствен роден ден. Тоа е една кратка историја во која што ние здравствените работници добиваме посебно место, посебен публицитет, добиваме посебни афирмации за сето она што го работиме. И обично секоја година, значи сето тоа го правиме врз основа на одредено мото, одреден слоган кој што Светската здравствена организација како глобален проблем го донесува. Оваа година глобалниот проблем за Светската здравствена организација се медицинските сестри. Светската здравствена организација го поддржува Меѓународниот совет на сестри кој што ја прогласи годината на сестринството, од каде што ги добивме сите, така да кажам, инструкции за да оваа година дадеме посебно внимание на нашите работни задачи, на нашите интервенции, кои што се многу, кои што се од широк спектар, кои што се во секаков поглед. И за нас е многу важно што и Светската здравствена организација оваа година мотото го подари на нас како поддршка на медицинските сестри, акушерките, јас би кажала и стоматолошките сестри кои што се дел од нашето здружение, од нашата унија, каде што глас што води, а тоа сме ние, значи медицинските сестри, добивме посебно место и посебно значение дадено на нашата витална функција која што ја имаме во здравствениот систем и заради тоа глас што води негувајќи до подобро здравје. Од тој аспект Светската здравствена организација во 4 насоки ги даде инструкциите и советите до сите здравствени власти на земјината топка каде што порача да се инвестира во сестринството. И тоа е нешто кое што на нас, па посебно на нас сестрите во Република Македонија, ни значи со оглед на тоа дека ние го немаме се уште и нашиот закон за нашата дејност, значи да инвестирате во сестринството, значи да им овозможите на сестрите да учествуваат во носење на повеќе одлуки, значи да бидат имплементирани во здравствената политика, значи да инвестирате во сестрите во нивниот професионален развој, во нивниот едукативен развој, да се инвестира во сестрите во човечки ресурси, во обврски, во фер плати за медицинските сестри, сето она што е многу важно и битно за задоволството и безбедноста наша на работните места, бидејќи глобалниот проблем со медицинските сестри нема да биде само недостатокот, туку ние треба да се сите и како и ние во унијата и во здружението секогаш во секое време да сакаме да се придвижиме кон тоа современо сестринство кој што ни го пласираат и европските курикулуми кои што ќе дојде на ред кога ќе се отвори поглавието за здравство во преговорите за влез во Европската унија, каде што ние медицинските сестри чинам дека сето она што го бараме и го изискуваме како унија, како здружение, како нешто за подобрување на условите на нашите работни места, ќе го добиеме затоа што европските курикулуми како такво и го предвидуваат. Во контекст на ова ми се наметна прашањето на кога говориме за сестринството, каде се наоѓаме ние на светската мапа? Имаме уште многу да учиме или? Па ние пред се прво него задоволуваме стандардот на бројноста на сестрите врз основа на број на жители, кој што треба да изнесуваат 750 медицински сестри на 100.000 жители. Во овој момент, според некои наши неофицијални бројки, 350 медицински сестри сме на 100.000 жители, што значи недостатокот е веќе 50-60%. Тоа е еден од големите проблеми. Другиот проблем е тоа што, а на нашто многу ни одговара, е дека немаме учество во носење на одлуките и не сме имплементирани во здравствената политика и немаме правен субјект и го немаме законот за нашата професија и од тука произлегуваат сите наши проблеми. Значи, кога ние би имале собствен репрезент, кога ние во Министерството за здравство би имале пред се наш сектор за сестринство, ние тогаш би ги донеле и би ги развеле сите решенија за нашите проблеми и би било задоволството на сестрите многу поголемо. Би го скратиле одлевањето на сестрите, заминувањето, би го покачиле задоволството, со еден збор би го вратиле достоинството на нашата професија, која што, ќе се сложите со мене, има еден голем историјат во оној дел кога сестрите преку Флоренс Најтингел, која што ќе ја славиме на 12 мај, нели како нејзин роден ден, како светски ден на сестринството, ги поставила основите за подигање на условите за хигиена, па ја скратила смртноста, процентот на смртноста во Кринската војна, па во 1900 година и до 30-та година се случиле првите школи за медицинските сестри едуцирани
И значи еден историјат во кој што ние сме сега во едно време кога се едуцираме и се школуваме и во втор и во трет циклус на студии, не дозволиво и во здравствените институции да бидеме непрепознаени по нашите специјалности, по нашите завршени образованија. И затоа сметам дека посебно ќе биде важно и дека е посебно важно оваа порака од Светската здравствена организација која што наложува на сестрите да им се признае сето тоа кое што ние го заслужуваме во моментот и кое што предизвикува и прави едно незадоволство. Меѓутоа, сега сме во едно време невреме на една таква пандемија која што не задеси, која што ниту јас, ниту моите колешки со кои што сум во постојани контакти разговараме и не сме биле свесни дека еден ден во нашата професија ќе се соочиме со нешто вакво и како нација, луѓето се големо богатство на една нација, меѓутоа ние испишуваме една историја како еден дел од една ваква пандемија, како што ги слушаме историите за некогашната чума, колера и некој си шпански грип од далечните години, така и ние сега се соочуваме со нешто од кое што се надевам сите ќе искочиме многу позрели, многу попаметни, многу почовечни, а ние здравствените работници многу поискусни. Так. Вчера кога се договаравме за разговорот, кога го договаравме гостувањето, ми кажавте нешто кое што особено ме заинтересира. Велите, никога сме дома работиме. Постојано од нас се барат одговори на прашања. Нашата работа не завршува кога си одиме. Така. Знаете како јас со многу голема емоција пристапувам кога сакам да ја опишам нашата професија, бидејќи тоа го чувствувам од дното на душата. Многу си ја сакам својата професија. Ги поздравувам сите колешки кои што од љубов и од хуманост си пристапивме на истата и кои што исто така се однесуваме спрема неа. Нашето делување во сите сегменти. Ние не сме само во порите на здравствениот систем, во примарното, секундарното и терцијалното. Ние сме и во меѓусебното и во оно што се вика комуникација со семејството и во здравственото воспитување со пациентите. Ние сме во оној дел каде што започнува подучувањето на пациентите, каде што започнува моментот на прифаќањето или на неприфаќањето на состојбата на болест. Значи, не само што треба да се одликувате и да бидете стручно и професионално образовани, вие треба да располагате и со карактерни ментални особини човечки, со кои што значи целото ќе биде секога и сето тоа ќе биде преточено и со таа комуникација и врска. Ние не сме само комуникацијата на семејствата и на пациентите, ние сме комуникацијата и на пациентот со лекарите. Вие кога одите на лекар добивате диагноза која што е шифрирана. Медицинските сестри имаат собствена сестринска документација која што се уште не е признаена во здравствените институции. Меѓутоа ќе дојде време кога и таа ќе биде признаена. Ние имаме своја сестринска диагноза која што од своја страна е описна. Ние го доживуваме пациентот по еден широк спектар значи ние сме многу повеќе време поминуваме со пациентот како медицински сестри без разлика во кој ниво на здравствениот систем да сме. Значи од тука произлегува и тоа дека ние сме медицински сестри и дома и дека не сме само на работа. И покрај тоа што значи го завршуваме стручниот дел по наложба на носителите на здравствената дејност и оно што го следува пациентот од нас. И покрај тоа што мора да се изградиме, да му ја почитуваме личноста, убедувањата, уверувањата на пациентот, да навлеземе во неговиот ментален склоп, да му помогнеме во тоа подучување да ја прифати болеста за која што многу е тешко во почетните стадиуми, да речеме кога се соочуваме со разноразни трагедии, разноразни диагнози кај пациентите да продрете до неговиот ментален склоп, да дојдете до момент кога ќе изградите една доверба кај пациентот, кој што ќе се чувствува према вас многу безбеден. Успехот на нашата работа не е само во извршувањето на задачите кои што ги имаме како специфични, како професионални и она што го следува пациентот по закон и по пропис. Оно што ние треба да го направиме е да дадеме морална поддршка, да учествуваме во оној дел во кој што на некој начин ќе му посочиме кои се тие услови и причини кои го донеле до таа состојба и да го превоспитаме истите тие како такви, значи да не се случуваат повеќе како би се случило побрзо оздравување. Значи нашите делувања се во 4 насоки. Ние не само што го превенираме здравјето, не само што учествуваме во унапредување што ги превенираме болестите, се извинувам, и што учествуваме во унапредување на здравјето и излекувањето на пациентите, значи ние учествуваме и во лекувањето, во оној дел што го слушнавме во прилогот и во олеснување на маките во палијативата. Посебно ги поздравувам колешките во палијативата, бидејќи за да работите во палијативата, целосно да се дадете во работата, а резултатот да биде дека ќе му ги олесните маките во завршните моменти од животот на пациентот, навистина бара многу од вас и емоција и професионализам да се надминете, бидејќи влегувате во еден таков континуитет. Од тој аспект, значи, ние со пациентите сме присната врска од самиот почеток, почнувајќи од подучувањето, од учењето,
па се до оно што се вика пренесување на докторот за состојбата на пациентот, бидејќи една студија покажала дека сестрите во стационарот поминуваат повеќе од 4 часа со пациентот. Тоа е многу време и тоа не е време само за работните задачи, туку тоа е време и за вашата комуникација, подучување и помошта. Нашата здравствена нега према пациентите се мери врз основа на нивната зависност од времето и од нас колку ние треба да поминеме време со пациентите и врз основа на тоа они се поделени во категории со лесна, тешка, средна тешка и многу тешка клиника. Со оглед на сите овие ситуации и рестриктивни мерки сега што се случуваат, уште поголемо е зголемено е нивото на комуникацијата на пациентите со нас. Луѓето, населението се збунети, човечки е да бидете уплашени. Се во ситуација на ускратување на собствената слобода. Болниците се преструктурирани, работат врз основа на протоколи со посебни патеки. Луѓето доаѓаат во болниците на одредени триажни центри, не знаат во моментот се збунети каде, што и како да си ја побарат здравствената услуга. И во сите тие моменти ние сме сестри 20, ние сме таа присната врска, ние сме тие кои што во првиот момент сме значи во контакт од оноа кога започнува нивната болка, нивната мака, па се понатака. Нема да ви забележите, јас ќе употребам еден термин дека ние многу пати сме третирани како професионална мајка, а не како медицински сестри во нашата работа, затоа што вика во едно истражување, во една студија дека кога е пациентот изнемоштен и не може да комуницира со докторот, кога имате, да речеме, ајде да почнеме од педиатријата, млад пациент, млад детенце кое што е, да речеме, во болница, зборувам за стационарите. Мајката кога ќе ви го опише на вашиот пристап, кога ќе дојдете и ќе каже изнемоштено, има температура, не може да јаде, не може тоа, не може ова. Начинот на кој што ќе ги добиете информациите зборува за тоа дека вие во суштина за нив сте една индивидуа од нас проти нив која што пружа безусловна љубов и безусловна работа околу нив. Значи, доживувате една доверба, од друга страна ви прави еден контакт со детето затоа што сака да му каже ова е личноста што ќе ти помогне. На нејзи треба да ја кажеме тоа што на нас ни треба и што ние треба да го направиме. Тоа, ако си ја доживувате професијата како што треба, значи нешто многу значи. Значи доверба, значи безбедност, значи дека сте успеале во оноа што го работите. Значи ние во нашата работа мора да се дадеме и зависно, и независно, и меѓузависно. И по стручност, и по професионалност. И како луѓе хумани, точни, професионални, како добри колеги, како дел од тимовите во здравствените институции, носиме многу големи одговорности во зависност од тоа каде и на кое работно место се наоѓаме, меѓутоа одговорностите кои што во моментот сега ги носиме ни немаат прагови од тоа кај сме и до кај сме со нашите работни интервенции, меѓутоа се надевам дека после поминувањето на сета ова ситуација со пандемијата, ние ќе продолжиме во натамошните наши барања за статусот наш на сестрите во болниците и многу ќе разговараме за овој дел на нашите работни задачи, нашите работни интервенции и сето оно што нас ќе ни го врати достоинството на работните места. Кога сме веќе кај пандемијата и новонастанатата ситуација, и медицинските сестри се во првите борбени редови. Па не само што сме во првите, меѓутоа ние сме, значи, се почнува од медицинските сестри, се почнува од нас. И самата триажа, и самиот епидемиолошката анкета, и во триажните центри каде што ќе се појават пациентите за прв пат се почнува со сестрите. Затоа ние во сетиот овој период наназад апелираме до нашите колеги да максимално се заштитат, да максимално ги почитуваат протоколарните мерки. Ние знаеме дека они професионално се даваат во се, меѓутоа знаете, многу е важно да сватиме сега дека сите сме зависни едни од други и тоа го бараме од населението, го бараме од граѓаните, од пациентите, да таа зависност која што имаме ние од нив во овој момент да биде искрена, односно да ги добиваме податоците како што треба и да знаеме во моментот со каков извор или не извор имаме контакт, имаме работа, како би можеле да бидеме заштитени. Гледате дека неколку, 2-3 ситуации на неточни дадени информации, на незнаење на потенцијален асимптоматски извор, донесе над 60 здравствени работници како позитивни, а имаме и голема бројка кои што се во изолација, кои што се во исчекување на брисевите. Јас сите во оваа прилика многу ги поздравувам. Нашите колеги кои што се задесија, кои што во моментот се со клинички слики се уште
живеат во еден страв, како сето тоа нели нормално ќе се развива, сепак сме и ние луѓе, колку и да сме професионалци, значи имаме и ние семејства и ние страдаме од емпатија. Многу пати дојдовме во ситуација да ги слушнеме и ги читаме порталите на нашите колеги ширум Европа, каде што се случува една, јас така би рекла, воена доктрина во која што медицинските сестри заедно со лекарите се во ситуација да носат одлуки кому да му помогнат, а на кому немаат време и нема да можат да му помогнат. Јас се надевам искрено дека ние со овие рестриктивни мерки, со една дисциплина, со еден совест према целата оваа ситуација нема да дојдеме до вакви ситуации, да и ние се сретнеме со вакви емпатии. Сепак е тоа нешто кое што не можете, колку и да сте професионалец, не можете да не го доживеете и да не го почувствувате на работните места. Во контекст на ова кое го говорите периодов, постојано слушаме здравствен систем, здравствена заштита. Треба да има објаснување за некој што точно тоа значи. Па, да ви кажам искрено, значи и треба да им доловиме на населението да сватат каде е нашата улога на здравствените работници, каде се нашите одговорности, каде се одлуките за доброто на луѓето, на народот, а каде е улогата на нас како поединци, сега не зборуваме јас како професионалец, туку како граѓани, и сите што мораме да го поседуваме. Здравствениот систем сме сите ние, здравствените институции, здравствените работници, сето оно што ние како активности го работиме за населението и за луѓето е здравствената заштита која што од групи поединци се овозможува. Државата е таа која што треба да не ни гарантира ние да бидеме здрави, ни овозможува преку здравствениот систем и здравствената заштита услови во кои што треба, значи, да се развиваме и да живееме здраво. Од нас како поединци понатака се бара, значи уставното право е загарантирано на секого за пристап до здравствените услуги и за меѓутоа секој еден поединец треба да се грижи за сопственото здравје и за здравјето на околината и на населението околу себе. Од тука произлегуваат сите тие последици за кои што треба да бидеме свесни и треба да ја почитуваме изолацијата, самоизолацијата, карантинот и се друго. И покрај тоа што е ускратување на слободата и покрај тоа што менталниот склоп на луѓето не сака секогаш да ја прифати ситуацијата како таква, па од тие причини не добиваме информации, од тие причини се однесуваат луѓето неодговорно, сметам дека треба многу сериозно да се пристапи према целата работа. Многу е лоша состојбата да имате гризана совест дека вие сте извори сте разболеле толку луѓе, па посебно ако сте свесни за истото и ако сте ги прекршиле правилата кои што нели требало да ги почитувате. Сега за тие кои што не знаеле дека биле носители, се случува и треба и тоа да го надминеме кај населението, да се надмине, значи не можеме ние да ги потенцираме и ги погажуваме со прст луѓето кои што се заразиле. Никој не е виновен и никој не го сака тоа нешто и тоа е една состојба за која што се надеваме сите ќе влезе во една минлива состојба и нема да имаме ни смртни случаеви, нити пак ќе се соочуваме со вакви фрапантни клинички слики како што ги слушаме за младата, па и повозрастната популација. Не е важно дали сме млади или возрастни, сите сме луѓе. Луѓето се нацијата, значи е богата со луѓето. Богатство на нацијата се сите луѓе. Бешлиовска, ние можеме многу да говориме на оваа тема, меѓутоа денеска толку ни дозволува времето. За крај, факт е дека е потребно современо сестринство и дека ефикасноста на здравствениот систем во голема мера зависи од медицинските сестри. Медицинските сестри се ребртниот столб на здравствениот систем. Никој толку не го познава здравствениот систем како што го познаваат медицинските сестри и како што се инволвирани во сите пори на здравствениот систем. Од примарното, секундарното, терцијалното и сите оние наши колешки кои што се и во концесионерството и во приватното здравство. Сметам дека оваа порака од Светската здравствена организација, ако допре до здравствените власти, значи да се инвестира во сестринството, дека ќе тргнеме од оваа дна точка на која што се наоѓа нашата професија во државата и ќе го надминеме тоа. Не би сакала да звучам негативно за граѓаните дека тие незадоволства сега нешто ќе сменат во оноа колку сме ние дадени во целата работа. Сите тие ние незадоволства ќе ги оставиме за некој времење кој ќе го надминеме сето ова и ќе си го бараме сето оно што го заслужуваме како статус. Во овој момент сме сите сконцентрирани на сето ова заеднички да го надминеме, солидаризирани, престроени, преструктурирани, функционираме врз основа на помош едни меѓу други, со еден респект и почет и на техничкиот персонал, и на хигиеничарите, и на сите оние со кои што функционираме во болниците, за да го сочуваме просторот со цел на спречување на ширење на инфекцијата и за доброто на граѓаните. Всушност, суштината на нашето постоење се пациентите и ние секи направиме за нив. Беше исклучителна чест и задоволство. Ви благодарам за одвоеното време. Ви благодарам.